Заглавени во снег повеќе од 8 часа и конечно спасени. Двајца вработени во мобилен оператор поминале долго време на планински терен над селото Лазарополе во близина на базна станица на операторот. Како што соопшти од СВРТ-то, случајот бил пријавен синоќа во 23 часот и 30 минути. Дека две лица се заглавени во снег и не можело да се воспостави контакт поради отсуство на мрежа. Околу 8 часот и 30 минути утрото биле пронајдени и успешно извлечени од снежните наноси. Станува збор за лицата ГН и ММ, двајцата од Скопје, кои се движеле со теренско возило марка Volkswagen Amarok со скопски регистарски ознаки. Биле пронајдени на локацијата позната како Коритник, во близина на предавателот на мрежата на А1, на атарот на село Лазарополе. Соопшти од МВР. Надир Мурсели, кој бил во тимот на ДЗС и учествувал во спасувачката акција. За Канал 5 опиша како истата се одвивала. Од полнок, кога тргнавме за Лазарополе, па до рано наутро се пробиваше патот. Мора да ги пофалам МВР и посебно единицата, специјалната единица Тигар. Нивните возила успеа да го пробијат патот. Возилото со двајца луѓе беше блокирано од голем наев на снег и не можеле да се движат понатака ниту нагоре, ниту надоле. И ја поминале за среќа ноќта во кола. Успеавме возилото некако да го извлечеме. И након неколку региони во земјава се уште ги санираат штетите по поплавите, предизвикани од обилните врнежи изминатите денови. Па така поплавени површини има во Ресенско, Кичевско, Долненско, кај Охрид и Струга, додека пак пријавен неодрон на патот Гостивар Маврово и има оштетување на мост на Боишка река, поради што локалниот пат за демирхисарското село Мреного е затворен за сообраќај. Што се однесува до временската прогноза, врнежите од дожд и снег запреа, а од утре се очекува вистински студ на територијата на целата земја. Метеоролозите од УХМР најавуваат променливо облачно време со ниски утрински температури и до -15 степени.